Од страна на Државната изборна комисија на ден 8 април 2016 година беше даден налог до сите подрачни оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија целокупниот материјал со кој се извршени теренските проверки да биде доставен до Државната изборна комисија и потоа истиот тој материјал да се пребројува. За таа цел беше формирана работна група која што ја координирав. Односно, налогот гласеше подрачните оделенија материјалот да го сортираат по 13 основи и тоа прво сортирање по основ каде што во прашалникот воопшто не е заокружено прашањето P1. Второ сортирање вкупен број на прашалници согласно основ за проверка Q6. Вкупен број на прашалници, значи третиот основ, вкупен број на прашалници чиј што основ бил Q7. Вкупен број на прашалници по основ Q8, да ги појаснам? Добро. Значи вака, вториот основ се вкуп P1, значи каде што во прашалникот анкетарот не го заокружил прашањето, односно не одговорил на прашањето дали воопшто се сретнал со испитаникот, односно не заокружил ниту да, ниту не. Второто групирање, согласно основ Q6, лицето е запишано на адреса на куќа со повеќе од 20 други гласачи. Трето групирање на прашалниците, согласно основ Q7, лицето е запишано со адреса на стан со повеќе од 8 други гласачи. Групација на прашалници, согласно основ Q8, повеќе од 6 различни презимиња на гласачи запишани во иста куќа. Групација на прашалници по основ Q9, повеќе од 3 различни презимиња на гласачи запишани во ист стан. Групација по основ Q10, различни презимиња на гласачи запишани во ист стан, каде разликата во возраста е 10 до 15 години. Групација на прашања согласно основ Q11, различни презимиња на гласачи запишани во ист стан, каде разликата во возраста е 2 дена до 10 месеци. Групација на прашања по основ Q13, лицето е нов гласач, запишан на адреса со најмалку 5 други гласачи, при што во избирачкото место има двојно повеќе гласачи во однос на претходниот изборен циклус. Групација на прашалници по основ Q23, за лица има ограничени неодамнешни записи во бази на податоци во други државни органи и институции. Групација на прашалници по основ Q26, лицето е запишано во избирачкиот список за прв пат со наполнети над 20 години, а не е роден во Република Македонија и не бил на избирачкиот список во 2009 година. Групација на прашања по основ Q31, лицето е запишано во избирачкиот список во текот на изборниот циклус, а тогаш не наполнил 18 години, туку повеќе. Групација на прашања на прашалници по основ Q32, лицето е запишано во избирачкиот список за прв пат по 2009 година, со повеќе од 30 години старост. За него нема записи во бази на податоци во други државни органи и институции, и групација на прашалници во кои има повеќе од еден основ. До Државната изборна комисија, заклучно со 9.4.2016 година, сите подрачни оделенија ги доставија своите материјали, при што формираната група за пребројување на прашалници од кој е спроведена теренската проверка пристапи кон броење на истиот материјал со принцип броење на секој прашалник посебно.
Од броењето произлегува одредени резултати кои сега ја ќе ви ги читам подрачно оделение по подрачно оделение. Ќе почнеме од Берово. Подрачното оделение Берово од Државната изборна комисија задолжила, односно примила вкупно 118 прашалници и при пребројувањето е констатирано е дека истите доставуваат исто така 118 прашалници. Да одиш само каде недостасува нешто. Да, добро. Да. Значи, при пребројувањето на секое подрачно оделение е ситуацијата, како и да била, е констатирано во записник со ознака 03-1047 и тоа кроз од 1 до 34, онолку колку што имаме подрачни оделенија. Во одредени подрачни оделенија е констатирано дека недостасуваат одреден број на прашалници и сега истите тие ќе ви ги прочитам. Таа ситуација е констатирана во забелешка. Например, во подрачното оделение Велес, кој задолжило од Државната изборна комисија 2039 прашалници, но до Државната изборна комисија доставува 2034. При неколкукратното пребројување на прашалниците е констатирано дека недостасуваат 5 прашалници. Да одиш со ова. Да ги имаш недостасува. Да. Да не вртиш там. Мислам дека малем финшу, малем финшу, се шумка бела нешто. Во подрачното оделение Штип констатирано е дека недостасува еден прашалник. Значи, од вкупно примени 2137 прашалници доставува 2136, при што иста ситуација дека недостасува еден прашалник е констатирана во забелешка. Во подрачното оделение Гостивар, која што задолжила од страна Државната изборна комисија вкупно 4383 прашалници, а доставува 4370 прашалници, исто така по неколкукратното броење на прашалниците е констатирано дека недостасуваат 13 прашалници. Подрачното оделение Крива Паланка. Од вкупно 512 добиени прашалници, доставува вкупно 507 прашалници, при што се констатира дека се изгубени 5 прашалници од страна на анкетарот. За оваа ситуација, од страна на нашиот вработен, во подрачното оделение, односно канцеларија, постои службена белешка. Во подрачното оделение Газибаба, кој е од Државната изборна комисија задолжила 5720 прашалници, истата доставува 5703 прашалници. При што, по неколкукратното броење е констатирано дека недостасуваат 17 прашалници, додека при проверката во електронската база на податоци, каде што се внесуваат сите прашалници од теренската проверка,
е констатирано дека недостасуваат само 5. Во подрачното оделение Тетово, од вкупно 6293 прашалници добиени од Државната изборна комисија, подрачното оделение Тетово до Државната изборна комисија доставува 6260 прашалници. Исто така по неколкократното броење е утврдено дека недостасуваат 33 прашалници, меѓутоа по извршената проверка во електронската апликација за внес на прашалници од спроведените теренски проверки, констатирано е дека недостасуваат само 9 прашалници. Значи само 9 прашалници не се внесени. Во подрачното оделение Куманово, кое од Државната изборна комисија задолжила 11.676 прашалници, до Државната изборна комисија се доставуваат 11.562 прашалници. Исто така, по неколкократното броење на прашалниците е констатирано дека недостасуваат 114 прашалници. 114. Куманово. Во подрачното оделение Карпош, кое што од Државната изборна комисија задолжила 6864 прашалници, до Државната изборна комисија ги доставуваат 6841 прашалници. Исто така по неколкократното броење констатирано е дека недостасуваат 23 прашалници. Подрачното оделение Чаир, кое што Државната изборна комисија задолжила 17.041 прашалник, до Државната изборна комисија доставува 16.970 прашалници. Исто така, при неколкократното броење на целокупниот материјал, доставен до Државната изборна комисија, констатирано е дека недостасуваат 71 прашалник. Од вкупно доставените прашалници на ниво на Република Македонија до сите подрачни оделенија кои Државната изборна комисија ги достави, при доставувањето од подрачните до Државната изборна комисија и при пребројувањето на целокупниот материјал, констатирано е дека недостасуваат вкупно 282 прашалници. Значи, од 87.352 прашалника кои ние ги доставивме до подрачните оделенија за спроведување на теренските проверки, недостасуваат само 282 прашалници. Исто така, при броењето констатирани се и 4 дупли прашалници, кои од наша страна беа броени, меѓутоа е констатирано во записник. За секој подрачно оделение постои посебен записник во кој што е вметната и најмалата забелешка констатирана од работната група која го вршеше примопредавањето на материјалот и броењето на истиот.